Како дел од проектот на Министерството за образование и наука за поактивно вклучување на родителите и наставниците во наставната програма, денеска во Основното училиште Крсте Петков Мисирков се одржа едукативно предавање на тема пушењето цигари и нивното влијание врз здравјето кај младите. Предавач беше доктор Лазо Митев, кој на учениците од 8 и 9 одделение им објасни колку е штетно пушењето цигари врз здравјето на младите. Тоа е еден навистина голем проблем кај младата популација. Значи, ако на времето пред 100 години било проблем, значи на некој начин пушењето било интересно кај женската популација, пред 50 години било застапено кај младата популација, а денеска во 21 век можам да кажам дека пушењето е проблем кај децата во детската возраст. Затоа и ова предавање ќе биде насочено во таа насока да на некој начин извршиме едукација кај младата популација, пред се кај децата, во 8 и 9 одделение, мислам дека се, и да на некој начин ги запознаеме со проблемите од пушењето кои што ги предизвикува пред се кај нив во делот на здравствените проблеми и во делот како социјален проблем, и да на некој начин помогнеме еве како родители, бидејќи ние сме вклучени во оваа програма за предавањето, да ги децата спречиме да воопшто ни не помислат да консумираат и да пробат од цигари. Тој додаде дека ефектот од ова предавање ќе биде позитивен и дека учениците ќе разберат дека пушењето е всушност припаѓа во зависни болести како и алкохолот и дрогата. Неоспорен факт е дека пушењето ретко луѓето на возрастна популација почнуваат со пушење. Значи испитувањето покажале дека оние кои што почнале во мала возраст, значи обично продолжуваат и во старата возраст. Така да ова е нашата цел, значи ние тука треба да делуваме. Без разлики и во амбулантите делуваме на сите, меѓутоа многу потешко ќе одвикнете пушач кој што пуши 20-30 години, отколку деца млади кои што треба да ги едуцираме и да ги кажеме дека ако сега тие што пробале, значи да престанат, се надеваме дека нема такви, меѓутоа за жал сведоци сме и ние како родители и како дека сепак има злоупотреба на пушењето. Пушењето е дефинитивно болест на зависност и затоа ќе се потрудиме колку можеме со овие предавања да ги едуцираме малите. По предавањето на доктор Лазо Митев се одржа трибина на која учествуваа учениците заедно со педагог Марија Ѓоргиева. Темата на која дискутираа учениците со вработените во училиштето беше болеста СИДА и нејзината застапеност помеѓу младите. Покрај презентацијата на докторот Лазо Митев, кој што е родител на ученици во нашето училиште, за болеста на зависност пушење, ќе се реализира исто така презентација или како кратка трибина за учениците за СИДата. Значи ќе добијат информации за тоа како СИДата се пренесува, како можат да се заштитат од СИДа и како да бидат третирани луѓето кои што веќе се заболени во СИДа, односно која е нивното место во општеството. Сето ова се реализира во рамките на проектот на Министерство за образование, заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Значи, ова е дел од активноста родители предавачи и понатака во текот на целата учебна година ќе следуваат и повеќе слични вакви активности како дел од овој проект. Следна активност која најавија од училиштето е организирањето на новогодишен пазар на кој ќе учествуваат учениците заедно со наставниците и родителите од ово училиште, а најавено е организирање предавања на други интересни теми како дел од проектот